Денеска православната црква ги празнува светите маченици Гури, Самон и Авив, светите маченици Елпиди, Маркел и Евстохи и празникот на иконата на Светата Богородица Купјатичка. Светите маченици Гури, Самон и Авив. Гури и Самон биле угледни граѓани на Едеса. Во времето на едно гонење на христијаните, тие се скриле надвор од градот и живееле во пост и во молитва, храбрејќи ги правоверните кои им доаѓале за совети, но биле фатени и донесени пред судија. Судијата им се заканил со смрт, ако не се покорат на царската наредба за поклонение на идолите. Светите Христови маченици му одговориле: ако се покориме на царската наредба, ќе пропаднеме, макар ти и да не убиеш. Полутите маки биле фрлени во затвор каде што останале од 1 август до 10 ноември, трпејќи глад, темница и мачнина. Тогаш повторно биле изведени и мачени, па бидејќи останале непоколебливи во Христовата вера, биле осудени на смрт и со меч исечени во 322-та, за време на опакиот цар Ликини. Подоцна и Авив, едески ѓакон, примил маки за Христа својот Господ и во пламенот ја предал својата душа на Бога. Неговата мајка го извадила целото тело од огнот и го погребала во гроб заедно со светиот Гури и Самон. Кога престанало гонењето, христијаните подигнале храм во чест на тројцата маченици Гури, Самон и Авив. Ги положиле нивните чудотворни мошти во еден ковчег. Од многобројните чуда на тие прекрасни Божи светители, едно посебно се истакнува. Некоја вдовица во Едеса имала ќерка за која сакал да се ожени некој војник Гот од грчката војска. Бидејќи мајката се плашела да ја даде својата ќерка во далечна земја, Готот се заколнал на гробот на светите тројца маченици дека никакво зло нема да ја направи на девојката, но дека ќе ја земе за законска жена, бидејќи рекол дека е неженет. Всушност тој бил оженет. И кога ја одвел девојката во својот дом, токму ја држел не како жена, туку како робинка, се додека не умрела неговата законска жена. Тогаш тој, во договор со останатите своји роднини, со својата жена ја закопал и својата робинка. Робинката со плач се молела на светите маченици да ја спасат, и тие и се јавиле во гробот, ја зеле и во моментот ја пренеле од готската земја во Едеса во својата црква. Утредента кога ја отвориле црквата, ја нашле девојката кај гробот на Божите светители и дознале за незиното чудно избавување. Поуки од светите оци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат, и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев. Светите маченици Елпиди, Маркел и Евстохи пострадале за Христа во времето на Јулијан Отстапник. Елпиди бил сенатор. Кога ги виделе маките на Елпиди, 6000 незнабожци поверувале во Христа Господа.
Поуки од светите отци. Божјата благодат доаѓа и се вселува во луѓето кои претрпеле голема болка, кои минуваат низ големи искушенија, но не ја губат надежта и се надеваат на човеколюбивиот Бог. Архимандрит Павел Пападопулос. Празник на иконата на Света Богородица, Купјатичка. Оваа икона првин и се јавила на некое девојче Ана во селото Купјатич во Минската губернија во 1182 година. Чувајќи го стадото, Ана видела некаква светлина во шумата. Кога се приближила до таа светлина, на едно дрво видела среден по големина крст со ликот на Пресвета Богородица. Ана го зела тој крст и го однела дома, па повторно се вратила кај стадото. Но за големо чудо, таа повторно на истото место го видела крстот на дрвото. Повторно го зела, го оставила во пазувите и отишла во својот дом. Кога сакала да го покаже крстот на својот татко, ја ставила раката во пазувите, но крстот не бил тука. Таа му раскажала се на својот татко, отишле со него, го виделе крстот во шумата и го пренеле дома. Утредента крстот пак не бил во домот. Тие го известиле целото село и сите селани отишле. Го виделе крстот и му се поклониле. Наскоро луѓето овде изградиле црква. Многубројни чуда се пројавиле од тој чуден крст со ликот на Божјата мајка. Таа икона сега се наоѓа во црквата Света Софија во Киев. Поуки од светите отци. Поуки од светите отци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Вседржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси.
Девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te